Благодарам, председателе. Навистина ми е многу жал, колеги, што не дадовте поддршка на претходното законско решение. Се надевам дека ќе поддржите оваа измена за средното образование, иако на Комисијата за образование навистина слушнавме колку сите се расположени системски да се реши овој проблем и еве ви понудивме системско решение, но за жал не смогнавте сили да гласате. Целта на оваа законска измена е исто така да се обезбеди финансиска поддршка за учество на учениците на меѓународни надпревари и олимпијади преку покривање на трошоците за котизација, превоз, сместување и трошоци за храна. Имајќи предвид потребата од дополнително напредување на системската поддршка, ги предлагаме измените со која Министерството ќе може на барање на акредитираните здруженија на наставници да ги покрива трошоците за котизација, превоз, сместување и надоме за храна на учениците и нивните ментори за учество на меѓународни надпревари. Веќе години наназад, учениците од Република Северна Македонија постигнуваат врвни резултати на престижни европски и светски олимпијади и надпревари. Впрочем, таков беше примерот и сега со успесите на Дамјан Давков и Ванчо Божиновски и уште неколку ученици. Овие успеси се потврда за квалитетот, знаење и потенцијал што го поседуваат нашите ученици и наставници, но истовремено покажуваат дека интересот за учество на ваквите надпревари е значително зголемен. Сепак, високите трошоци за котизација, за патување и престој често представуваат сериозна пречка за редовно и пошироко учество на учениците. Во пракса, најголем дел од товарот паѓа врз родителите и наставниците. Тоа често достигнува суми што многу семејства не може да ги поднесат. Предлогот не е неограничено финансирање, туку системска поддршка за ученици кои официјално се пласирале преку државни надпревари, учествуваат на признати меѓународни олимпијади и надпревари и нивните ментори кои што се официјален дел од тимот. Важно е да се обезбеди законска обврска, бидејќи талентираните ученици не смеат секоја година да зависат од тоа дали ќе најдат средства и не, па дали ќе учествуваат или не на овие надпревари. Поддршката на овие ученици е од особено значење за државата, бидејќи тие представуваат вистински амбасадори на македонската наука, знаење и талент на меѓународно ниво. Нивните успеси го афирмираат образовниот систем, го подигаат угледот на државата и представуваат силна мотивација за другите ученици да се насочат кон науката и истражувањето. Подготовките за овие надпревари траат со месеци, па и години. Учениците работат дополнително после часови на викенди и распусти, а менторите вложуваат огромен труд без соодветна институционална поддршка. Средношколците се во период кога се формираат нивните професионални интереси и идниот карактер. Учеството на меѓународните надпревари често им отвара пат до престижни универзитети, стипендии и научни центри. Ако не инвестираме во нив денес, утре ќе ги гледаме како успеваат во други држави. Ако очекуваме младите да останат тука и да веруваат во државата, тогаш државата мора прво да покаже дека им верува ним. Од наведените причини се предлага измена на Законот за средно образование. Согласно член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, од причина што не се работи за обемен закон, предлагаме по предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование Собранието да расправа по скратена постапка. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Предлогот на пратениците по скратен